Четврток, 5 јуни, кратки вести во 12 часот. Еколошката свест на локално и централно ниво мора да се крене на повисоко ниво. Потребно е сите заедно да придонесеме за чиста животна средина. Ваквите констатации се во ред, но дали и колку се прави за нивно реализирање во пракса? Ако се земат предвид расфрланото ѓубре и мини депониите никнати на несоодветни места и грижата за Охридското езеро, доаѓаме до заклучок дека еколошката свест се уште ни е на ниско ниво. Дивите депонии создадени од несовесни граѓани и понатаму се проблем што тешко се надминува. Извадените пак метални конструкции и автомобилски гуми, делови од покуќнина од дното на езерото, се приказна за себе и слика што воопшто не ја заслужува нашиот бисер. Па ајде да направиме сите помалку во напорите да имаме здрава и чиста животна средина. Информацијата дека пешачката патека која се протега од мостот кај каналот Студенчишта се до поранешниот хотел и ресторанот Парк во Охрид, откако претходно беа поставени бетонски жардинјери и столпчиња, сега се брани со големи бетонски цевки, е помеѓу најкоментираните деновиве на Facebook профилот на Охрид Прес. Граѓаните коментираат дека треба да се постават безбедносни камери на овој потек, но и да се изрекуваат сериозни казни за сите прекршители. Дел подсетуваат дека се ова се случува на само 20 на метри од пунктот на полицијата, а излегуваат и со предлог да се формира комунална полиција. Денеска во Охрид ќе се одржи едукативна работилница за родители во рамки на кампањата Крени глас против врсничко насилство. Работилницата ќе се одржи во основното училиште Григор Прличев со почеток од 18 часот. Хајде заедно да ја искористиме моќта на зборовите во позитивна насока и да создадеме подобар свет за нас и нашите деца, порачуваат организаторите. Врсничкото насилство може да остави трајни емоционални лузни кај децата. Едукативните работилници, водени од експерти, обезбедуваат практични стратегии за создавање побезбедна средина за вашето дете. Времето денес сончево и топло со мала до умерена облачност, дува умерен до засилен јужен ветер. Максималната температура во Охрид до 25 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик. Технички реализатор Реджеп Селман.